Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со доктор Златко Арнаудовски, офталмолог, Драган Неделковиќ, пратеник во Собранието на Република Македонија, и танчерката Елена Вукановска. Останете со нас до 11 часот. Така, продолжуваме со нашата програма. Нашите гости веќе не се во студиото, да ја закружиме оваа работна недела со убава енергија, со убави гости со кои што ќе позборуваме сето она кое што е нивно секојдневие, а секако и за сите нас. Во овој дел ваши домаќинки, а и на нашите гости ќе бидеме јас и колешката Цеце. Цеце, официјално добро утро за тебе. Добро утро, Вирче, да те поздравам тебе, се разбира топло добри дојде до нашите гости, почитувани да ве поздравам и вас и се разбира да ве поканам да станете со нас до самиот крај, бидејќи имаме интересна комбинација овде на масата и верувам дека ќе го задржиме вашето внимание. Така. Да ги представиме уште еднаш. Да, спојуваме различни професии, различни луѓе, но верувам дека ќе си пронајдат нешто заеднички и тие. Веднаш до мене е Драган Неделковиќ, кој што е пратеник во Собрание на Република Македонија и секако член на Демократската партија на Србите во Македонија. Добро утро. Добро утро. Поздрав до вашите гледачи. Така, не сме се виделе во вако можеби издание, едно вако поинакво интервју на кое што вие сте навикнати секојдневно во Собранието, но верувам дека ќе ви биде интересно. Да, се разбира, да. Така, виднеш до вас една прекрасна дама, Елена Вукановска, која што е танчерка, всушност танцува ориентален танц, бели денс и е единствена сертифицирана во нашата земја. Многу повеќе за ова ќе имаш прилика во нашата емисија да објасниш што всушност значи тоа, каква корист имаат дамите кои што го посетуваат овој танц и секако она кое што треба да го најавиме, оној фестивал и маратон на кој што ти треба да се појавиш. Добро утро. Добро утро и до вас, до вашите гледачи секако. Инаку во вашата најава јас повеќе сигурно сакам да се карактеризирам како категоризирам како професионален танчер и инструктор, отколку како танчерка, затоа што тоа е малку некако разговорно. Така, понародно, поблиску. Секако да, а јас сакам сето тоа да се оди малку на поинтернационално и малку на посериозно ниво. Така, веднаш до вас ни е почитуваниот доктор Златко Арнаудовски, офталмолог. Не сме се виделе одамна, но имаме убава тема на зборување. Оваа недела одбележуваме ден кога што, односно ја одбележуваме неделата за глаукомот, една многу важна тема за која што треба да зборуваме. Добро утро. Добро утро, поздрав на гледачите. Недела на глаукомот, како што рековте, една многу интересна тема, една многу сериозна болест на која што треба да се обрати. Внимание, се надевам дека ќе им доближиме многу податоци, многу интересни работи околу глаукомот со цел да ги запознаеме повеќе гледачите. Познавањето на болеста, раното откривање и превенцијата секако нешто не прави успешни во лекувањето на сите болести. Така, всушност, кога доаѓаме на овој свет, некако најпрво со очите гледаме, иако во нели велат новороденчијата и толку не гледаат во првите колку доаѓа 40 дани, неколку недели, но на некој начин пред сето друго така го сознаваме светот околу нас зашто не се доаѓа, така да верувам дека ќе имаме убав разговор. Господине Драган, викендов во недела на 16-ти се одбележува 33 години постоење на Демократската партија на Србите во Македонија, една убава бројка, но верувам дека ни сите овие години имаше многу искушенија, предизвици, па дајте ни еден мал осврт за сето ова и како ќе го прославите во јубилеј. Прво да почнеме од почеток. Демократска партија на Србите во Република Македонија, формирана на 16 март далеч на 1992 година. Значи ова сега на 16 во недела прославуваме 33 години постоење, тоа е сериозна бројка на постоење на политички субјект на политичкото небо во Македонија. Морам да кажем дека Демократска партија е трета партија која е формирана после ВМРО и СДСМ, така да сме една од најстарите политички субјекти во Република Македонија. Можем уште да кажем дека од 2002 година до сега сме перманентно парламентарна партија, што е за малцинските партии во оваа држава еден голем успех. Секогаш се државме до своите принципи, така да едноставно имате една константна постојаност, присутност. Токму така. Демократска партија на Србите во Македонија секогаш ги поштувала принципите, секогаш ги почитувала законите
на Република Македонија. Секогаш сме се труделе во рамките на Македонија да бидеме лојални граѓани, пошто е тоа национална партија, да бидеме лојални граѓани, да заедно живееме во братска љубов со македонскиот и другите народи кои живеат во Македонија, да покажеме дел од српската култура, се разбира да се бориме за своите политички права, да се бориме за своји културни права и така натаму и така натаму. Сметате ли дека во однос на културата која што спомнавте, сепак бевте заменик и на културата на време, бевте во министерството, дека ете низ годиниве повеќе да речеме во тој сегмент каде што србите се вклучени во најразлични манифестации, сето она кое што ни се случува? Па да, ние се трудиме да имаме што повеќе културни манифестации, пред се да ја покажеме својата култура, а у исто време да нашите членови или нашите симпатизери од српска етничка заедница да не го заборават својот мајчин јазик, се разбира поштувајќи го македонскиот јазик као јазик на државата, така да едноставно покажеме најдоброто од нас. Преку културата се покажува најдобро од нас. И да се разбереме меѓусебно подобро. Се разбира. Ние сме на Балкан многу културно поврзани, преку музиката, преку филмот, сличности на јазикот и така натаму и така натаму. Ај блиску сме. Многу од нашите се земени едни меѓу други. Токму така. Се разбира дека многу се слуша српска музика. Некои наоѓаат замерки дека тоа било србизација. Не е тоа србизација. Секоја добра музика е добра музика. Да. Тоа не значи дека јас идам во Србија, роден сум во Врање. Нема ресторан или кафеана или било кој културен објект да не се слуша од некои преубавите македонски песни. Така да не е тоа само у еден смер, значи тоа е обострано и ние се трудиме да секогаш биде обострано. Так. И во рамките на нашите манифестации кои ги правиме, кои се на српски јазик, ние ги вклучуваме македонските уметници со прекрасни македонски песни и така натаму. Да го покажеме со животот, братство со македонскиот народ. Така. Да одиме малку со вас, докторе. Ете, што представува еден очен притисок и дали очен притисок и глауком е едно те исто? Многу често се поистоветува покачениот очен притисок со глаукомот, меѓутоа покачениот очен притисок е само еден параметар од болеста. Глаукомот е една комплексна болест или повеќе болести кои се манифестираат со оштетување на очниот нерв, кој се манифестира со стеснување на видното поле и на крај на терминална фаза дури со комплетно слепило. Се смета за втора водечка причина за слепило во светот. Болеста има 3 параметри за да прогласиме за глауком. Секако покачениот очен притисок е главниот параметар кој што постои кај пациентите. Вториот параметар е состојбата на нервот. Со современата диагностика која постои денес и со која што работиме, тие оштетувања на нервот можеме да ги видиме во многу рана фаза. И третиот параметар се оштетувањата на видното поле. Очниот притисок всушност настанува затоа што циркулацијата на очната водичка во тој преден сегмент на окото е оттежната, најчесто филтрацијата и стекувањето на очната водичка е оттежнато, очниот притисок расте, ако го замислиме окото како топка, тој притисок се пренесува на задниот дел на окото, каде што излегува очниот нерв. Тој очен нерв е едноставно граден како оптички кабел, кој што има милиони влакна во него и кога тој покачен притисок се пренесува врз очниот нерв, тие страдаат, изумираат и тоа се манифестира со губиток, со стеснување на периферниот вид и губиток, односно стеснување на видното поле. Тој е тој трет параметар кој што можеме многу прецизно да го диагностицираме, значи состојбата на видното поле. Доколку кај еден пациент се присутни сите овие 3 параметри, тогаш болеста ја нарекуваме глауком и тоа е всушност име за една поголема група на болести кои што може да биде, да не ги замараме многу гледачите, меѓутоа може да биде примарен, може да биде секундарен, може да биде глауком со отворен, со затворен агол, пигментен глауком со нормален притисок или хипертензивен, али можеме да но за сето тоа треба да се дојде на преглед, па да се... Секако најважен е прегледот
кој го препорачуваме, и редовното мерење ночниот притисок. Всушност, мерењето ночниот притисок не е влезено во секојдневна диагностика, буквално нема пациент на кој што не се мери очниот притисок при еден рутински очен преглед. Така, јас предлагам да погледнеме од нашата гостинка едно видео, за да можеме потоа да искоментираме на сето она кое што таа го работи. Да ги замалам од режија, дали можеме да го погледнеме видеото? Да, Елена, вие веќе подобјаснивте, но гледачите беа фокусирани на видеото, па ќе мора да повторите за да слушнат сето она кое што го кажавте за ориенталниот танц и што се случува во Македонија. Вака, не знам докаде ме слушна, докаде не. Од почеток, да. Кога веќе бевме кај културата, нели, да, како што ни започна денешната емисија во однос на културата, јас ќе кажам дека ориенталниот танц исто така спој на повеќе култури кои што доаѓаат и потекнуваат од средниот исток. Тоа се сите држави кои што нели се таму. Потеклото е и корените на ориенталниот танц или на бели денс, како што се западно нарекува, или рак шакри на египетски, е конкретно од Египет, и како што кажав ги обединува сите тие култури таму. Значи, ориенталниот танц е една група на категории. Повеќе категории кажавте дека има. Да, секако ова што го гледавме на краткото видео беше ориентален класичен танц. Какви категории има? Значи, кај нас во Македонија, она што го кажав, но не ме слушна, беше дека во Македонија немаме ние фестивал или надпревари за ориентален танц, немаме инструктори. Јас, како што кажав на почетокот, сум единствен на Балканот сертифициран инструктор за ориентален танц, здобиен, значи, во Египет, каде што значи дека можам на секоја работилница во светот да се појавам, да држам часови, да учам. Мислам дека ви фали конкуренција. Се надевам. Јас тоа и го работам и према тоа и цела. За младите повеќе да се едуцираат на оваа тема, затоа што танцот е цела култура, значи конкретно за ориенталниот танц, секој танц е култура сама за себе, но конкретно за овој танц, значи тоа не е како што, не знам, знаа да кажат танцот на заведувањето или не знам. Инаку точно е дека е најмногу изведуван од жени, во последните години се изведува и од мажи. Костимот е така театрален, атрактивен, сепак нашите носи, нашата култура е нешто многу поразлично и верувам дека поради тоа малку различно и различната култура не се навикнати нашите жени да речеме да ги гледаат толку разголени, каде што да речеме во некои тие такви земји едноставно таква е културата и воопшто не е невкусно да се игра, нели да се практикува тој танц, но низ годините имам видено и други дека танцуваат, па колку е важно да на некој начин се посети еден ваков курс за танц или некој што сака да го танцуваат.
Според мене, јас сметам дека за секоја жена имам различни бенефити овој танц. Имаме и здравствени бенефити, значи, затоа што вежбите кои што се изведуваат при изучување на овој танц е навистина тешки и не се толку едноставни. Како што изгледа? Да, како што изгледа, изгледа убаво, изгледа лесно, но не е така. Секој дел од телото треба да се контролира. Да, всушност, ориенталниот танц или бели денсот, значи изолирање на секој мускул од телото сам по себе. Значи се изведува главна со ендулации на телото. Јас прв во Египет слушнав дека имаме движење на 3 делови од стомакот, односно дека имаме 3 стомаци, да кажам, кои што може да ги движиме. И првично, исто така, како еден мит или вистина, како ритуал, во Египет се изведувало за полесно порадување на жените. Затоа се изучува, затоа се тие... Да се зајакнат мускулите. Да се зајакнат мускулите и исто така држењето само на телото, значи справено тело, значи исто така влие на спиналното здравје кај жените, така да, јас имам една колешка моја од Романија, на која што почна да го изучува танцот на 46 години. Сега има нема старосна граница. Ако телото е подготвено, има физичка подготвеност, верувам. Да, со вежбање, со желба се разбира и сега веќе има 52 години и сега веќе настапува и оди по надпреваре, значи. Има нели различни категории, како што ги споменав, ова беше класичен ориентален танц, имаме фјужен танц што малку е измешан со латино движења, малку измешан со модерново време. Сега кај нас, што спомнавте дека ние нашиве жени не се навикнати толку да се разголени или слично, ова вакава носи или костим е типична за Египет. Сега ориенталниот танц од Египет не е истиот како бели денсот што го представува Холивуд, например, да кажем. И тоа е веќе исто малку спротивни страни повторно мислење од страна на културен аспект. Културни разлики, да, дефинитивно. Точно, да. Така. Господине Драган, едно време, како што кажав, бевте заменик министер во културата, сега сте пратеник. Каде некако повеќе се наоѓате како предизвик или сосема е различно, па и во собранието имате предизвици кои што и те сакате да ги спроведете? Па, знаете што, и двете функции имат своји предизвици, и двете функции имат своји добри и лоши страни. Долго години бев заменик министр за култура. У тоа време културата почна нагло да се развива во Македонијата. Мислам, дел од културните уметници беа на некој начин запоставени со ниски плати или немаше објекти и така натаму. Ние не се боревме само за културна надоградба, него исто време правевме објекти, реновиравме и така натаму и достигнавме еден степен, да кажеме, дававме здрава основа, глумците, уметниците од Македонско опера и балет, од филхармонија и така натаму добија своји објекти, добија условите за своја работа, да можат да се чувствуваат едноставно као прави уметници, а не импровизација и така натаму и така натаму. Тоа имаше големи предизвици, имаше многу работа, немаше сабота недела, знаете дека сите културни настани се дешаваат обично за викендите, за преку сабота недела, така да едноставно преку ден е работа, а вечер се манифестации. Додека у собрание тоа е малце на некој помирен статус, покасно се почнува со работа. Сега тоа сакам да кажам. Додуше и покасно се станува. Сега викенди имате? Сабота недела не работа собранието или зависи? Не, све зависи. Значи имате вонредни седници. Има и вонредни седници како така да тоа повеќе народ мисли дека пратеници се во собрание само го стискат дугмето и тука им завршува работа. Не е тоа така. Многу комисии, многу одбори
Ако сакате да бидете сериозен пратеник, да допринесете за некои работи да се сменат или така натаму, значи Да вистински го представувате народот кој што ве мора да избрал. се припремате за комисија, мора да се припремате за седници, мора да ги читате законските решенија, да давате своји сугестии, да давате амандмани и така натаму и така натаму. Зад кулисите Така. гледачите гледат, да речеме, пленарна Една слика, седница да. или комисија за култура, за земјоделие, или не е битно. Тоа е една работа као во студиото, ама многу работи се као зад камерите што се работат. Така да Многу едноставно драми гледаме во последно време. Многу драми. па драма. Главните глумци се во собрание. Кај нас. Знаете што? Мислам дека најлесно е да се нападне пратеник. Добро. Тоа не бегаме Кажете ние што од мислите. тоа не бегаме ние од одговорноста и треба да се нападне пратеник. Дефинитивно, пошто пратеник е слугата на народот, како се избран е директно од народот. И директна комуникација помеѓу пратеникот и народот тука е. Да речеме, министрите у влада се Изолирани малку. поизолирани. Потешко е да дојде обичен човек до министерот, него што доаѓа до пратеник. Ние сме тука као мост помеѓу народот и извршната власт. Така да едноставно не е баш едноставно да се биде пратеник. Да. Може да се биде пратеник, се разбира да се иде као на неќем се да ги именувам колеги кои не се појавуваат по 7-8 месеца на седници и така натаму и така натаму. Але ако сакате да допринесете за развој на демократијата, значи мора да се малтене 12 до 13 часови дневно да го посветите на својата работа. Тоа е исто као за докторите, мојот пријател доктор Наудовски, како се вика, не е само доктор, мора да чита новините, што се случуваат у здравство и така даје, и така даје. Да следи работата. Така да, едноставно, двете функции немат некои многу додирни ово. Јас се сноѓам и кај една и кај друга, така да немам проблем. Така да, па добро по политиката се одамна, затоа и добро виде. Па добро, политика од 2001 година, значи 24 години. Искуството го прави своје. Така да, ама и пред тоа искуството од менаџирање, така да едноставно јас многу години бев во култура, не сум културен работник, нити сум глумец, нити сум музичар, али знаев да менаџирам. И тоа моето менаџирање се покажа на дело, така да луѓето цена дека таа функција што сум извршувал, дека било окей. Така е. Се надевам дека и кога ќе заврши пратенички мандат, дека луѓето ќе дадат позитивни коментари за мојата работа. Секако. Господине Златко, кои се симптомите на глаукомот и како влијае глаукомот на видот и дали може да доведе до целосно слепило? Глаукомот е една многу интересна болест и затоа треба многу внимание да ја посветиме и да го запознаеме и гледачите и пациентите со симптомите и како се појавува, затоа што ние многу често го викаме глаукомот тивок крадец на видот. Тивок крадец на видот затоа што е тој најчест глауком или глауком со отворен агол нема симптоми кои ќе ве упатат да отидете на лекар. Значи, буквално пациентот секогаш ги оправдува некоја нејасна нелагодност во очите, замор, главоболка полесна или потешка, меѓутоа сето тоа постои некои оправдување. Денес многу работев на компјутер, се уморив и така натаму и така натаму. Што не е дека е така, меѓутоа? Да, меѓутоа многу е важно и затоа стално го потенцираме тоа дека на 2-3 години пациенти меѓу 20 и 40 до 50 години би требало на 2-3 години да направат еден офталмолошки преглед. Веќе после 60-та година еднаш годишно е потребно да се прави тој очен преглед, кој што се колку навистина се прави така како што биле. Па добро, мислам дека преглед е како систематски преглед кој што треба да се прави. Значи во склоп на систематскиот преглед што сите го имаме еднаш годишно и имаме и очен преглед, а очниот преглед секогаш опфаќа и мерење на очниот притисок, што е многу важно. Така што, за жал, тие симптоми знаат да бидат многу бенигни, ние викаме асимптоматски, и да поминува сето тоа и во една фаза при случаен преглед, најчесто доаѓаат за проверат за научари, да откриеме дека постои покачен очен притисок и да почнеме на цела процедура на
диагностика за да дојдеме до да видиме кој глауком е, до кој ниво е глаукомот, да се лечи и како да се лечи. Затоа и инсистираме на тие редовни очни прегледи во кои што секогаш ќе се измери очниот притисок. Да, нели се вели превенција е половина здраве. Точно Ама така. никако одиме на лекар само кога нешто ќе не заболи. Мислам дека во последниве години, пошто навистина доста долго сум во медицината, имаме еден сериозен исчекор во таа наша култура здравствена, затоа што веќе оние тешки случаи на глауком и на други и катаракта и така натаму болести веќе на вистина многу поретко ги гледаме за разлика од пред 30-40 години. Да, па тоа е секако резултат на преценова. Превентивно. Да, но вие емисии, популаризирање на здравството, тука има, се разбира, интернетот, глобализацијата на знаењето и достапноста на знаењето, сето тоа допринесува да имаме пациенти откриени во една нормална или рана фаза за да можеме да ги лечиме. Кои се те ризичните групи за развој на глауком и дали ете болеста може да биде наследна? Ризичните групи се секогаш поврзани со годините, со староста. Да. Може да биде поврзана како ризична група постоењето на диабет, постоењето на прекомерна тежина, пушењето, одредена расна припадност. Афроамериканците, например, имаат многу поголем процент на глауком. Азиските народи исто така имаат многу поголем процент на глауком, 5-6 пати поголем од вообичаено. Наследството, односно семејната анамнеза е многу важна. Во семејство каде што родителите, мајката и таткото, бабата, дедото и поблиската роднина, ако имаат глауком, постои одреден ризик да глаукомот се појави кај потомството. Тоа наследување малку отстапува до ние Менделееви закони. Не можеме да предвидиме точно кај кој пациент, кај кој наследник ќе се јави глаукомот, за да може да го превенираме со одредена генетска терапија и така натаму. Меѓутоа, со сигурност се појавува, но постои ризик. Постои ризик и секогаш пациентите во оној дел што го викаме анамнеза или испрашување на пациентот, обраќаме внимание на тоа дали родителите имаат некоја очна болест. Доколку имаме глауком, секогаш им обраќаме внимание да бидат попредпазливи, за да го откриеме доколку се јави глаукомот, али не значи дека ќе секој и ќе се јави. Многу е важно одредени болести внесување одредена терапија. Кортикостероидите, например. Лекови кои што се користат индицирано, се разбира, кај доста тешки заболувања, меѓутоа, за жал, тоа се многу моќни, многу потентни лекови кои што имаат и своји несакани ефекти и еден од тие несакани ефекти е и порастот на очниот притисок. Така што многу е важно да земеме од пациентот една исцрпна анамнеза, да ги откриеме сите тие, да речам, фактори на ризик и да обратиме внимание. Повреди, воспаленија на очите, одредени васкуларни состојби кои што завршуваат со, народски речено, со некаква тромбоза на окото и така натаму, се тоа ризик фактори кои што може да доведат до појава на глауком. На кои што треба да обрнеме внимание. И на кои што треба да обрнеме. Да, па сепак очите не се најсензитивниот дел од нашето тело некако. Има една изрека филозофска: најголемото човеково право е правото на вид. Секој сетило има свое место, меѓутоа видот на вистина е нешто посебно. Така. Елена, вие треба да настапите на ориентален маратон фестивал кој што ќе се случува во мај како единствен представник од Балканот. Па еве кажете малку повеќе за тој фестивал, какво случување всушност тоа ќе биде? Всушност, при крајот на мај учествувам на 2 фестивала. Едниот, веќе го напоменав, во Романија се одржува единствениот интернационален фестивал и надпревар во Романија, кој што се одржи работилници секојдневни, каде што доаѓаат интернационални инструктори од други држави, пред се од, што ги споменав, од Египет, например,
и кои што одржуваат секојдневни работилници или курсеви за секој кој што сака да научи нешто за тој танц. Вечерите се резервирани за надпревари и 2 гала вечери. Првата гала вечер е обична, втората е гала Diamond вечер, каде што настапуваат веќе професионални танчери, веќе докажани во овој танц. Јас ќе настапам и на двете во Романија, всушност и на надпреварот исто така. Тој се одржува награда. Да се вратите со награда. Се разбира, да. Награди можеби. Со награди да се надавам. Инаку се работувам, мислам, не е лесно. Јас сум танчер, но секој се работам, морам да споменам дека се работам со специјален кореограф што ми е од Верма, од Индија, што комуницираме. Да, интересно, затоа и сакав да го напоменам. Таа ми ги правеше 3 кореографии, ќе настапам на 3 вечери, како што кажав. Едната вечер веќе малку разговараме за категориите. Едната вечер ќе настапам со друм соло или ке нас познатата тарабука, како што ја викаме ние, само на тарабука. Да, или можеби граѓаните го знаат, добро познатиот Артем Узунов. Тој е од Романија, еден од најдобрите, можеби на светот најдобрите друм, нели, како ви кажат, изведувачи? Така, да. Добро. И вториот фестивал е во Франција, кој што се одржува во градот, дали го изговорам се надам, Le Gros du Roi. Па добро, да, францускиот е специфичен сам по себе за изговарање. Да, тоа е на азурниот дел од Франција. Тој е исто двата фестивала, морам да помнам дека се со 5 звезди. Исто многу светски звезди се таму. Тоа звездите значи дека е од големо значење, дека долго се одржуваат, се традиционално. Да, тоа е веќе 11-то издание на фестивалот е во Франција, 5-то издание е веќе во Романија. И така, значи многу интересно дружење, запознавање, пред се представување на различни категории култури од тој танц, каде што сите се дружиме меѓу себе, споделуваме секој од својата држава по нешто свое, но сите обединети во таа една култура, што навистина не носи многу и што ја се обидувам да ми ја пренесам и на нашите овде во Македонија, што малку потешко ни оди, но се надам дека за идните генерации тоа ќе представува уметност, како што и е уметност, а во Македонија можам да кажам дека во многу области и не недостига уметност, не само во танцот, значи може и во други работи, да, ни недостига уметност или гледиштето кон уметноста, или нели секој око гледа различно на работите, но во секој случај, значи малку во наредните генерации се надам дека ќе има подобрување, затоа што веќе имаме и веќе од како што е интернетот, нели, со социјалните мрежи, младите пратат, следат Дубај, Египет и веќе не им е толку непознато. Зголемен ли е бројот на жени, девојки кои што сакат да посетуваат ваков тип на танц, да учат, да им биде едноставно една рекреација? Да, например, јас имам искуство професионално веќе 10 години. Во однос на тоа што беше пред 10 години, не знае што беше ориентален танц, го споредуваа најмногу со жаде. Знаете? Да, тие сериите кои што ни одат. Па се потекнува од тие серии. Да, од бразилската серија Жаде и тоа така го кажуваа народски Жаде. Но како што кажав, младиве веќе знаат што е поради достапноста на се што имаме по мрежите, да. И веќе, значи, се заинтересирани од секоја старосна граница, тоа што еден час кој што јас го држам, значи изгледа, значи, вака, половина час имаме растегање, подготовки за вежбите и половина час е за изучување на техничка дел од танцот. Нема ништо лесно, ни во политика, ни во вашата професија, а секако ни во здравството. Тука за жал ќе направиме на кратка пауза, останете со нас, се враќаме повторно со нашите гости.